Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алса Тем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва бомбата на Зоран Заев, која подели Македонија на два дела или на две полутки. Во оној дел кој е опозицијски настроен, со право потенцирам, е згрозен од содржината на презентираните материјали или снимените материјали, бидејќи има тамо такви монструозни конструкции и такви монструозни искази кои никого не оставаат равнодушен. Втората половина, која е провладина, дали со право или не, смета дека ова е обид за дестабилизација на Република Македонија, дека треба да биде спречен и сосечен во корен секој обид за дестабилизација или на тој начин промена на власта во Република Македонија. И тие две Македонии се денес протиставени и судрени една кон друга. Каде ќе води целиот тој процес? Целата оваа ситуација, почитувани гледачи, филмски кажано, наликува на одредена канализациона мрежа која пука во одреден временски период и сите тие фекали се излеваат на улицата кај што сите ние живееме. На сите нас не мириса, сите би сакале да се тргнеме од таа канализација и тие фекали, меѓутоа тоа не можеме да го направиме бидејќи фекалите се веќе разлеени по улицата и тие стануваат составен дел од нашите животи. Што ќе се случи од тука па натаму никој не може да каже бидејќи фекалите или бомбата веќе фрлена. Работите испливуваат на површина, ќе има веројатно удар од другата страна во која форма ќе видиме и никој од нас, од граѓаните на Република Македонија, не може да се апстрахира од целата оваа ситуација. Меѓутоа, никој не може со сигурност да каже што ќе се случи во иднина, бидејќи процесите може да дојдат во еден или во друг правец. Меѓутоа, Македонија после оваа бомба нема да биде истата држава. Тоа што сега можеби е клучното прашање, кој ќе дојде на сцената или кој ќе има контролата во своја раце, дали тоа ќе биде Заев, дали тоа ќе биде Груевски или ќе биде некоја сосема 17-та личност, бидејќи кој има фекали, кој има ваква разврска, тогаш никој со сигурност не може да каже како во иднина ќе изгледа Македонија. Цело време ние слушаме таа флоскула, долгата е раката на ВМРО, односно долга е раката на ВМРО. ВМРО некој начин е втеран во ќоше, се наоѓа во една пасивна ситуација. Сега последните месец, 2 дена, ќе биде ли долга раката на ВМРО? Ќе врати ли ВМРО според вас на се ова што се случува, посебно да речеме од овие налети, бомба на опозицијата и така натаму? Па не би рекол дека е долга раката на ВМРО, туку моќта на сегашното ВМРО не е доста голема. И таа, според моје мислење, не произлегува толку од моќта што самите по себе имат, туку од немоќта на оние кои се наспроти на нив, условно кажам, наспроти на нив, од немоќта на опозицијата. Така што до кога, метафорично кажано, како што вие рековте, ќе биде долга раката и колку време ќе биде долга раката, не зависи толку од ВМРО, колку од способноста на опозицијата. А дека постоечката владеачка партија почнува да ретерира и да попушта, говорат повеќе моменти. Доволно е само мало подсетување, заpravo тоа не е подсетување, нешто што и во моментов се случува. Нивното пристанување, нивниот пристанок да разговарат со студентите и со професорскиот пленум, значи со студентскиот и професорскиот пленум, кои за нив до сега или доскоро не постоеја, па потоа постоеја, па се заедно разговарат и тоа не во владата, туку во ректоратот, каде што е единственото место. Значи, ВМРО без разлика од кои причини, нормално дека полека ретерира и попушта. Обично се вели дека кај една власт не постои толку сила, толку армија, толку полиција, колку што може да биде контролиран стравот. И ако вие го контролирате стравот во едно општество, тоа е многу помокно од најмокната армија и најмокната полиција. Со вадење на снимките, значи со отварање на аферата бомба, се руши според мене оној клучен мит, а тој дека ВМРО е семоќен, дека ВМРО контролира све, дека митот на првиот или на вториот човек на ВМРО, Сашо Мјалков, е присутен и лебди во воздух во сите разговори, знаете. Во кафана седите, велите чекате да не ве слушнат. Разговарате на улица и каде чекај некој да не помине да ме види. Значи тој мит на некој начин секако да се разголува. Тоа ја прави веројатно немокна власт. Значи за овие разговори, не знам, помеѓу еден министар, втор министар, како се редат суди, како се прави така, натаму мене се периферни. Клучно тоа е дека прв пат се руши она мок, дека човекот кој е персонификација на мокте на ВМРО го гледаме немокен. Му се земени, не знам, 26.000 прислушкувани луѓе, сите материјали, нека не се 26, нека се 1000 луѓе, прв пат ги гледаме немокни и на колена. Тоа не значи дека ќе биде така, но ги гледаме во моментот немокни. Јас не сум сигурен дали баш
Мијалков или дали баш постечката власт го извршила прислушкувањето. И за мене не е толку тоа битно дали е тоа направено од внатре или е направено од некои странски служби. Битно е дека прислушкувањето било. Сторено. До сега, да, сторено. И тоа никој не го негира, ниту власта, уште помалку пак опозицијата. Меѓутоа, и во едниот и во другиот случај, власта мора да поднесе одговорност. Ако е тоа организирано однатре, тоа е кршење на суставот за гарантираните права на граѓаните, бидејќи се знаете, само под одредени услови некој може да биде прислушкуван, и ако тие услови не се почитуваат, очигледно не може да се почитуваат ако се во прашање 20 или 26.000 граѓани, тогаш нормално дека власта треба да сноси одговорност, консеквенции. Ако пак тоа е организирано од надвор, од некои странски служби, тогаш очигледно нешто не штима со нашиот безбедносен систем и пак некој треба да одговори. Значи во едниот и во другиот случај некој мора да одговара. А дали после оваа афера граѓаните се чувствуваат послободни или помалку слободни, пак јас би изразил известна резерва, бидејќи ако еднаш сте биле прислушкувани, која гаранција имате дека нема и понатаму да бидете прислушкувани со истите средства на секој од другите? Така што самиот факт дека сме биле прислушкувани или дека некои биле прислушкувани, колку што може да делува ослободувачки и селително, толку може да делува и заплашувачки инхибиторно, бидејќи ако еднаш сте биле прислушкувани, можете и утре да бидете прислушкувани. Може би токму од спротивната страна. Знаете, ако на тој начин се дојде на власт, со вадење на афера за масовно прислушкување, следење на суди, редење на суди, местење на суди, ќе видиме. Значи, ние го снимаме на пола. Ова афера бомба, веле дека има 2 пресконференции, ќе има уште 2 пресконференции, значи не знаеме дали ќе има уште 2, не знаеме што ќе има внатре како пакет во тие други пресконференции кои ќе бидат направени. Меѓутоа, ако вие дојдете на власт на еден таков модел, на еден таков начин, тогаш која е гаранцијата дека нема да ве симнат од власт повторно со еден таков модел и таков начин? Да, тоа и мислев. Значи, кога едно недозволиво средство, законски недозволено средство е употребено, тогаш немаме гаранција дека тоа утре нема да биде употребено, при тоа не знаејќи која страна тоа ќе го употреби. При тоа, преку тие средства, не се доаѓа толку на власт, колку што се оди од власт. Имено, Никсон не дојде на власт преку Вотергейт, туку токму Вотергейт, фактор дека беше фатен, како ја прислушкува Демократската странка, Централната демократската странка сместена во хотелот Вотергейт во Вашингтон, доведе до неговиот неуспех. Така што овие средства колку што може да ви помогнат да дојдете до власт, толку можете и да ве симнат од власт. Пример велам со Никсон. Се сеќавате, почитувани гледачи, но на ланско интервју со Срđа Поповиќ, или човекот кој руши влади или режими сиром светот, или човекот кој е персонификација на тој белградски или српски отпор со кој беше срушен Слободан Милошевиќ. Тој кажа две работи, дека за вакви форми на рушење на властите се потребни две работи, како прво масовност и како второ секој учесник кој сака да земи дел од таа револуција да биде натоварен со толку отпор или со толку товар колку што може да издржи неговиот грб. Што сакам да кажам? Дека секој човек би сакал да биде учесник во некоја револуција, да биде дел од таа победничка страна, меѓутоа премногу да не рискира. Тука се поставува прашањето колку СДСМовското членство ќе може да го следи Зоран Заев, бидејќи како ќе одат следните бомби, веројатно така ќе станува притисокот се поголем, така ќе бидат ефектите се поголеми, така ќе бидат на светилоците кои се вадат се поголеми. Тоа може да представува одреден товар за тоа СДСМовско членство, тоа да почне да се плаши, да почне да се сомнева и да почне под знак на прашалник да ја става стратегијата на Зоран Заев. Дали тоа ќе се случи, ќе видиме, меѓутоа тоа е опасноста која СДСМ мора да ја реши во наредниот период. Како викаат ВМРО-вци, долга е раката на ВМРО. Ќе може ли ВМРО да врати? Ќе биде ли долга раката на ВМРО и во оваа сегашна ситуација? Да, долга е раката на ВМРО и камено доаѓа од блиску. Да, тоа се двете, нели? Тие се двете тези сега. Тези кои се клучни. Па ја мислам дека поинаку се работи целиот овој систем на климакс на кризата во Македонија. Имено нормално никако уштовлена сова како ут наполнет глумат една вертикала дека стојат и дека се спротивставуваат на тој скандал што се случува, а не знаат него да го дефинираат кој е тој скандал. Тоа е нивниот скандал со нивното прислушување, не тоа скандал од на мајка ми подрумот.
Тоа е едното глумење строгоча и контрареакција. Второ, они имаат друг проблем, имаат клиентела, тоа е клиентелистички систем. Не тие што гласаат на ВМРО, 200-300 туку имаат 50.000 директни клиенти, кои бизнес имаат од нив, кои подобро живееле во нивниот период, кои ги делаат парите сега со нив. Таа клиентела сега држи рачна. Нив им е јасно дека целиот систем пропаѓа и дека ова се ближи до завршница, до крај, но каков ќе биде крајот е многу важно за нив. Да не биде тоа сега нанова национализација на приказната, да може дел од тој капитал да го трошат во нормални услови, да може да се повлечат од стапница. И тоа е сега таа клиентела што го притиска внатре раководството на ВМРО да се однесува со сила круто, со сила достојанствено, а се е распаднато. Очекувате дека со сила ќе оправат тоа, бидејќи, знаете, најмногу се извадени разговорите на Ставлевски и на министерката за внатрешни работи. Меѓутоа, митот кој е срушен е митот на Мијалков. Значи, цела власт 9 години играше на картата Мијалков е семоќен. Мијалков може да прави ово, прислушкува, следи, прати. Никој ништо не му може да државата. Денес гледаме дека тама кај што била целата нивна енергија, некој успел прислушкувани материјали да извади. На еден или на друг начин, значи не навлегуваме. Ние не знаеме кој ги има и како ги има тие материјали, меѓутоа од таков масомен обем материјали се прислушуваат од домашни служби, не може некоја странска. Меѓутоа тоа не е ни битно. Ке може ли Мијалков со тој свој мит дека е семоќен и дека никој ништо не може да му направи во рамки на Република Македонија да возврати, да врати? Ќе одат ли напсење на Заев? Што според вас мислите дека се случува? Јас мислам дека ова цедење на информации е скандалозно големина и покажува две нијанси, дека таа кула од карти кај нив е растурена однатре и дека е тоа растурење е толку големо што фрла сенка врз било какви интерни провинцијски митови за семоќност. Ова се сепак локални деспоти, провинцијски деспоти кои со нивните инсталации, кои не се ни оддалеку такви, дури не се ни белоруски, менторски со покривање од Русија варијанти, и тоа кога се распаѓа од врвот, бидејќи скандалот дека министерот за внатрешни тој што слуша е всушност најголема жртва на прислушување е нешто што интерно се растура внатре што сме ние, во прашањето кој сме ние. Таа параноја на ситна провинцијска диктатура е скоро болна до крај. Тоа добро го оценил оној кој беше тој Јакупи кој го рече дека е тоа уствари еден болен во основа ум кој се распаѓа сега и тоа се распаѓа со смради, со врисок, као канта која паѓа. Професор, имате ли логичен одговор, на пример? Груевски сам призна дека има 4 средби. Сам признава дека дел од разговорите заедно има прераскажано, веројатно овие најклучни разговори со што располага, и признава дека дел од тие разговори кои му ги презентирала заедно, тој ги има проверено, дел од нив се точно, дел се полуточни, дел се неточни. Меѓутоа го заинтересирали тие што се точни. Ако Груевски предпоставува со што располага Заев, и ако Заев бара техничка влада, имате ли логичен одговор зошто не им даде техничка влада, бидејќи и со техничка влада, како што стои конфигурацијата на теренот, ВМРО ќе победеше? Па знаете како ќе се одвива според моје мислење таа приказна на расплетот. Велам дека тоа не може да го направи заради сопствениот имидж и клиентелистичката структура која го поддржува, која сега има интереси. Тој процес на распаѓање да оди контролирано, да не ги изгубат позициите, они имаат добиено нешто, тоа не е само врхушка диктатура. Второ, имиджот на непопусливост изгледаше допред, за да ве подсетам законот за високо образование, изгледаше тоа стравично, понижуваше све од страна, за 2 недели искочи комплетно пепел на глава да стави и цело тоа да го излиже што го правил. Така да демонстративно се покажува пукањето на тој имидж, на смешна една непопусливост. Меѓутоа, јас не мислам дека ќе се одвива таа приказна на судир на улици, не може тој тип на промена од порашка да го сруши системот. Системот ќе се сруши од озгора, така како што е и дизајниран. Значи, едноставно мислам дека не е sustainable, не е одржливо владењето во ваква и посебно презентирани и нови бомби околу изборите кои ќе распаднат системот целосно. ВМРО ДПМН нема да може да ги изговори зборот избори со големо и на ниеден начин, да ги пипне или да ги организира.
дури и на насила да ги бутка. Ние албанците ќе може да влезат во таа приказна. Странците нема да може да добијат никаква согласност, дури ни гледање на страна околу изборите, опозицијата нормално. Така да нема да може да изведат бегање од ова со големо пуштање вода во шолјата преку избори. Тоа нема да може да го изведе. Ја сметате дека избори? Мислам дека ќе ги обноват преговорите на најпрост начин ќе се случи тоа едноставно. Место техничка влада ова ќе биде експертска сега влада, малку поголема и подолготрена, ништо на брзина нема да се случи. Моментот на тригерот, кога ќе се чуе дека експертска влада се формира, тоа во Македонија значи дека таа не се формира за да ВМРО ДПМН дојде пак на власт после изборите. Тука на јавна сцена, почитувани гледачи, ќе се содруваат две приказни. Она приказна на СДСМ и на Зоран Заев, кој ќе се обиде да докаже преку снимените материјали дека власта е криминална, дека власта е корумпирана, дека власта владее со одредени недозволени методи и форми и дека власта всушност не бира средства како да остане на власт. И како доказ вела, за тоа ќе ги посочува сите тие снимени материјали кои досега ги објави или ќе ги објави во наредниот период. Тезата или приказната на власта дека Зоран Заев е купен или дека со помош на странски разузнавачки служби сака да направи државен удар во рамки на Република Македонија и како крунски доказ ќе го споменува или ќе го презентира фактот дека во снимените материјали снимени шефот на ДБК, односно дека не може тој самиот да се прислушкува себе си и ќе оди чекор понатаму, ќе ги чека Пендаровски, ќе чека Фрчковски, да ја повикаат меѓународната заедница да интервенира и да расчисти ова политичка криза за да не се случи 2001 година, односно тоа да биде посочено како крунски доказ дека како 2001 година, така и денес СДСМ со помош на албанците или со помош на странците сака да направи одреден конфликт во Македонија и на тој начин да дојде повторно на власт. По мене има некаде 300.000 бомби, веројатно, 350.000 мали бомбички низ Македонија. Тоа се луѓе кои изминалите 9 години работеле за ВМРО, агитирале за ВМРО. Ајде, не се 500.000 гласачи, меѓутоа веројатно се некаде 200-250.000 луѓе кои својата екзистенција, своите животи, својот углед, колкав идеја го имат вклучено во тие кампањи на ВМРО ДПМН. Убедувале луѓе, собирале 10 подписи, не знам, обезбедувале инвитро плодување и така натаму. Дозволува или не дозволува, не е тема тоа на разговор, но сите тие луѓе дел од својот образ, каков идеја и дел од својот имидж ставиле во таа функција. Дали тие луѓе ќе бидат расколебани според вас и после вадење на вакви афери ќе се дистанцират од партијата или ќе се мобилизират уште повеќе, бидејќи губењето или со губењето на партијата всушност губат и тие, губат дел од тие привилегии кои ги уживале. Па мислам повеќе во второто отколку првото, значи не би биле расколебани. Може би мал дел ќе биде расколебан, но поголемиот дел и понатаму ќе навива, така да кажем, со еден спортски термин, за постоечката власт, затоа што ќе се плаши дека судењето на оваа власт ќе ги загуби своите работни места. Преди тоа тој не мора да биде убеден партиски за ВМРО ДПМН, но тој објективно ќе ги брани ставовите и власта на ВМРО ДПМН, така задржи своето место. Значи луѓето се доведени во една многу непријатна ситуација, да постапуваат наспроти на своите убедувања за да го задржат, да ја држат својата екзистенција или своето работно место. Тешки се тие квалификации, обид за државен удар, кој ги изрази премиерот на својата пресконференција. Тоа предпоставува дека би требало финалето да биде преку една судска разврска, кај што јавно би му се судало на лидерот на опозицијата, кај што би биле извадени овие заштитни сведоци, предпоставам дека дел од тие што се хапсени веќе имат и пропеано, дека дел од нив можеби да бидат и во улога на заштитни сведоци, пошто технологијата на судење кој ќе се влезе на таква разврска е тој некој од тие што се осудени да може да каже одредени инкриминирачки работи кои би можеле да го натоварат тој што е обвинет дека сака да предржен удар, бидејќи ако имате таква формулација, знаете, друго е да рече направен криминал, земено е ова или направено ова, меѓутоа кога лидер на опозиција ќе се осуди за државен удар, тоа е веќе тешко кривично дело. Според моје мислење, многу зборови го изгубиле своето значење, односно доаѓа до девалвација на поимите, на термините, ако сакате, или на самите зборови. Таква девалвација доживува денови зборот пуч или државен удар. Се знае што значи државен удар или coup d'état, на француски кажано. Тој најчесто се изведува од страна на оние кои се на власт, значи една помала група која е на власт, врши удар или пуч
и го соборува другиот дел од власта. Најчесто тоа е војската, но не мора секој пуч да биде воен пуч. Воен пуч кој вака прв ми доаѓа на ум и кој се однесува на еден од нашите соседи беше оној од 1967 година во Грција, кога Пападопулос и пуковниците дојдоа на власт. Но мислам дека во овој случај Македонија беше далеко од било каков пуч, особено воен пуч. Во крајна линија тоа вчера го кажа и министерот за одбрана на Република Македонија, што имено говори дека и во самата власт веќе доаѓа до известно диференцирање или пукање по одредени шавови. Ако дел од владата или дел од премиери од министрите велат дека се работело за пуч, а од друга страна министерот за одбрана ви вели дека не станува збор за никаков пуч и нема елементи за пуч, тоа говори дека и самата власт почнува да се дели внатре во самата себе си. И пак сега се враќам на она што вие го поставивте како прашање, дали имаше елементи на пуч? Според мене немаше во овој случај никакви елементи за пуч. Ово е втор пат употребена формулација за државен удар. Многу погрубо сега во оваа ситуација, отколку да речеме декември 2012 година, кога е она исфрлање на пратениците од страна на припадниците на органите на редот од македонскиот парламент, и тогаш нели власта, односно преку своите медиуми, обвини дека во била намерата да се направи одредено прекомпонирање на политичката сцена или тивок државен удар беше тогаш формулација. Тивок државен удар се беше категорично страна на премиерот дека станува збор не за тивок, туку баш за планиран државен удар. И гледате, ние имаме судир сега на сцената на тешки зборови кои се кажат од едната или од другата страна. Опозицијата вели за 3 дена ќе падне власта, кој ќе ги извадиме аферите, поминува време власта не паѓа, власта вели тој обид за државен удар. И сега ќе има спласнување, ќе има драматично ретерирање на едната или на другата страна, бидејќи ако за 3 дена не падне власта, овие ако не докаже дека е државен удар во рамки на Република Македонија, па под притисок на меѓународна заедница се издоговорат со опозиција, тоа ќе биде едно драматично стапување на едните на другите или на двете страни од своите првични позиции. Мислам дека за жал и за среќа, во тоа не навлегувам, ќе се случи оно што вие го рековте, ретерирање на двете страни. И тоа сега можам да кажам за жал, барем според моје мислење, карактеристика на македонската политика воопшто, која пак за жал се изедначува со македонскиот менталитет, кој никогаш не е докрај дефиниран. Демек, секој пат да ја слушаме страната од надвор, без да имаме свој став. Тука нека да правиме прва пауза реклами. Останете со нас, погледнете ги рекламите и се враќаме со вториот дел на нашата емисија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Zinaico German Lemonade.
Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам. Молам. Повелете, комшија. Благодарам. Молам. Во сите анализи кои се прават, почитувани гледачи, треба многу внимателно и многу прецизно да го скицирате или да го потенцирате или да го дефинирате ставовите и статусот на денешните просечни македонци. Тоа се 4 работи или по 4 основи. Македонецот го кажува категорично своето мислење, како прво, во најголем дел македонците не сака да се смени името. Во второ или под второ, во најголем дел македонците се против странците и не би сакале по такви услови да станат членки на НАТО и НЕУ. По трето, најголем дел од македонците навиваат или имаат симпатии кон Русија и како четврто, најголем дел од македонците немаат баш најпријателски односи кон албанците. Тоа се 4 точки кои го дефинира денешниот просечен македонец. И тука се поставува клучно прашањето: кој повеќе им дава на тој план, дали Заев, дали Груевски? И од тоа, веројатно, во многу ќе зависи политичката разврска на македонската политичка сцена. Вие завршивте работата, скициравте сликата. А што ако ВМРО го апси Заев? Што ако ВМРО не сака избори? Што ако ВМРО оди на класично судење? Има ли сила? Заев велеше дека власта ќе падне за 3 дена. Помина 2 недели, 3 недели, додека го снима ова интервју, власта нема паднато. Нема ни вратено власта. Ако власта, знаете, се обидам повторно логиката да вратам. Ако власта знаела што има Заев во рака, а знаела што има во рака, и ако власта не прифаќа никаков компромис по тоа прашање, тоаш веројатно имате одредена стратегија. Што ќе прават и како ќе прават, мора да покажат сила. Кај би ја покажале силата? Веројатно не би влегле да ја молат меѓународната заедница да ја смирува работата сега. Имаше и по порталите тоа напишано. Не очекувам дека тие би влегле во процес на пазарење со меѓународна за да нешто се омекна со Заев. Веројатно ќе мора да покажат сила. Како би ја покажале таа сила? Јас мислам дека тие може да и стои таквата опција кај еден дел од раководството, мислам дека не се во таква позиција веќе тоа да го работат. Не се во позиција да направат апсење на опозицијата и судење и процесирање, никакво, ни фер, ни нефер, ни транспарентно, ни нетранспарентно, никакво. Системот кај судиите, кај судот се распаја, и тоа дополнително со новите информации ќе се дораспадне, ќе видите како тоа им наредуваат на судиите да пресудуваат по колку години, како тој систем не може да го изведе, да изведе операција, дури не изгледа сериозно, не посебно на шеф на опозиција кој ова го прави. Од друга страна, Заев и СДСМ се вратија на голема сцена како партија. Гледате, тие информации не одеа од ВМРО-вците, не одеат према мене или према вас како независни луѓе, него му го носат на Заев. Значи, они го есапат него. Оние кои највише му го мразат. Го есапат него како центар на таа операција кој може да изведе. Не го изеле кај Тито Петкоски, не однеле кај некој од нашиве. Па може би платил подобро од другите. Не е проблемот тука на плаќање, овдека овој распадов на нивниот систем не се врзува за пари, они ги имаат парите веќе. Професоре, ако веќе земе дека, не знам, осумничени се верушевски 20 играчи од таа петта управа кои ги правеле престушкувањата кои што се вели, веројатно некој ги платил за тие информации, знаете. Гледате, тие не се 5, тоа е цел распад на системот, тоа се повеќе згради, не може со 5 луѓе да се изврши таквата операција. Тука си операторите внесени во таа приказна и веројатно како тоа ќе оди, ќе мора да се направи, и тоа е точно, некоја меѓународна експертска група заедно со Министерството за правда на експертската влада. Тоа нема да може да го прави оваа групација на ниеден начин. Цело време велите експертска влада. А што ако нема експертска влада? Види, ако нема експертска влада, ние ќе имаме, како да ти кажам, една селска жестока диктатура. Нема што да зборуваме тоа. Што ќе не апсат, ќе не создадат, што ќе не прават? Ќе наваат логори, ќе треба да направат. Смета дека тоа е реална опција? Па ја мислам дека тоа не е реална опција. Немаат сила тоа да го направат. Може некоја пакост уште дополнително да донаправат. Меѓутоа системот интензивно се распаја пред нивни очи. Странците, ако ја следите, ја гледате како ја заоструваат реториката, како искачаат информациите. Они ги чекаат сега веројатно последните информации со албанците, уште тука им се најголемата паника заради стабилноста и веројатно ќе ги добијат таквите информации. Така да системот ќе биде искредитиран било што да направи, осем
да седне, да ги преговара условите за сопствената капитулација. Ја мислам дека тоа ќе бидат предметот на преговори, ќе бидат условите за капитулација. Ако влеземе во некоја разврска информација од едната, информација од другата страна, или тоа веќе се заговара по дел од овие провладени телевизии, како велат, ВМРО нема прислушкувани материјали, не може да парира. Меѓутоа, не знам, Анонимус или било која некоја друга група, па има од една страна информации кои ги дава лидерот на опозиција, има од друга страна информација кои се против лидерот на опозицијата. Мислите дека тие информации, значи, ја спрашуваме, не велам или не сугерирам одредена разврска, дали ако народот и јавноста се бомбардирани со валкани информации од едната и од другата страна, може да се оди во една ситуација на една тотална сеирџиска незаинтересираност на граѓаните, кои би го слушале тоа, но не би посветили преголемо. Дали е можно да дојде отапување на острицата на притисоците, нападите врз власта со вадење на информација фери за другата страна? Па мислам дека не. Они се закануваат со информација од приватни извори кон Заев и веројатно, не знам кон уште. Тоа само ќе ја отвори целата приказна на систем кој изгубил било каква контрола и мера што прислушува и што е битно, што не е битно. Еден систем кој функционира на основа на компромитација човечка и пресметка со луѓе. Што ќе прави ВМРО ДПМН во сегашната политичка ситуација? Ке чека или ке делува? Ако ВМРО ДПМН одлучи да делува, тогаш ќе го апси Зоран Заев или и тие самите ке фрлат одредени бомби на македонската јавна и политичка сцена. Ако одлучи да чека, тогаш прво ќе имаме судење на Зоран Заев, а дури потоа објавување на инкриминирани разговори или не знам снимки или докази за него, а после тоа одење на политички избори. Ке има ли судење на Заев според вас? Како ќе биде разрешницата на целата ова ситуација? Бидејќи овде сепак станува збор без малку за живот и смрт во политиката, за политички опстанок. А во ваква држава, политичкиот опстанок подразбира опстанок на вашата бизнис империја, на вашето семејство, не знам, на вашата политички секаква друга кариера. До таму кога се донесат работите, тогаш и прашањето на паѓање или лагање на власт е прашање на живот и смрт, без малку, ај метафорички да кажеме. Па јас навистина не можам да кажам дали ќе има судење на господинот Заев или ќе нема судење на господинот Заев, бидејќи народот вели дека после Исус сите други пророци се вода и ветер, така да речем, така што не би се ставало во ситуација на пророк. Меѓутоа, јас не знам врз основа на што би можело да му се суди на господинот Заев, барем врз основа на што досега ние како јавност го имаме на располагање. Објавувањето на тие документи кои говорат дека имало прислушкување, сигурно, според мене, не е кривично дело. Ако влеземе во еден систем на серија на материјали кои се пуштат во јавност од едната и од другата страна, тоа ќе се претвори во едно вистинско реално шоу, типот на Big Brother-сите. Тогаш народот повеќе ќе се ири, отколку што сериозно ќе ги доживува тие работи. Па досега, според моја проценка, се нема случајно објавување на некакви материјали, односно документи. До сега објавени се само разговори кои се снимени, прислушкувани. И тоа не е никаков документ. Тоа е само доказ дека сме биле прислушкувани или дека некои биле прислушкувани. Велам за тоа не може никој да одговора, освен оној кој не го спречил тоа што требало да го спречи според логиката на својата професија. И во ваква ситуација народот навистина може да гледа сеир. Меѓутоа, ако дојде до откривање на вистински документи, кои имат доверлива природа, кои имат меѓународен карактер, да речем, не знам, некаква спогодба помеѓу Република Македонија и не знам која друга држава во која се предвидуваат такви ситуации или во која се предвидува воена интервенција или не знам што веќе, тогаш е тоа веќе загрижувачки, тогаш сеирот ќе прекине да биде сеир и ќе стане живот. Чи прашањето како ќе се развие аферата е од вадењето на докази за некои големи афери, убиства, атентати, да, доколку има наместени работи. Ова смета дека сега што е презентирано и ставено, пак велам, ова интервју е снимено после првата и втората бомба. Значи, ова за сега е според мене повеќе играње, кое на некој начин од една страна ја засмејува јавноста, од друга страна ја раскарува стварноста според партиската припадност. До некаде, тој третиот ефект, ја разнишува само да вербата на владеачката партија или владеачката или власт.
воопшто, бидејќи открива елементи кои не се пријатни за било која власт, бидејќи пак, по не знам кој пат нагласувам, власта е должна да спречи било какво прислушкување, следно дали тоа доаѓа од внатре или доаѓа од надвор. Ние доживувавме власта ако се мокна, знаете сега, се прво разголени, второ ги слушаме, трето и не делуваат кога ги слушаме така опасно. Разговараат на некој начин, оговараат. Мислам, го покажуват целото на лице, што го има и еден просечен, обичен македонец, кој веројатно истото би го правил, кој би го ставиле на некоја таква позиција генерално, или не знам, го имате разговорот на Мјалков, кај што еден голем дел од македонската јавност прв пат го слуша неговиот глас што се вели. И се гледа дека не е тоа човекот кој тропа на маса и ја завршува една секунда работа, дека и таму има одредено пеглање, договарање, така натаму и така натаму. Јас си го поставам прашањето како тоа јавноста, бидејќи никој нема направено некакво истражување или не знам, одредено испитување, јавното мислење, како јавноста тоа ќе го доживее, бидејќи овие реални шоуа што се прават во соседството, се прикажуваат во рамки на Република Македонија, покажа дека јавноста сака да сери во одреден момент и дека всушност сака да ги види малку и своите политичари во едно такво светло, кога покажуваат дел малку жолтило, кога покажуваат дел малку шпекулативност, малку човечност и така натаму, слабости некои човечки. Па да, јавност, човекот. Во природата на човекот воопшто е да митологизира, значи да создава митови, недоприливи личности, еден вид херои или богови, семокни се присутни суштества, но од друга страна, истата таа јавност сака да демитологизира и ужива кога демитологизира. А сега е токму се случува овој вториот процес на демитологизација, кога сваќаме дека тие така наречените недопирливи се заправо обични луѓе, кои велат, слушај, види таму ако можеш направи нешто или да. Значи најнаш сваќаме дека тоа се обични луѓе. Тоа е процес на демитологизација, во тоа народот ужива, како што народот ужива и кога сака нешто да митологизира. Така што едното и другото е во согласност со обичната човечка или секојдневната човечка природа. Јас, например, комал имаше еден спикер на македонска радио и телевизија, знаете, и тој ги кажуваше овие најцрни вести со еден такав длабок баритон. И после, не знам на кого мисли, или предпоставам на кого мисли. После 15 година го среќавам тој човек во некоја сосем обична човечка секојдневна ситуација и го слушам како псуе и одеднаш. Јас не можам да поверувам дека тој човек може така да се однесе. Мислам дека нешто слично се случи тука. И ќе дам уште еден пример, знаете, Тајсон во времето на својата најголема мок, всушност ги добиваше противниците уште од собликувалната, бидејќи те има чувство дека тој е непобедив, дека е семоќен, дека доволно да издржат прва, втора, трета рунда, да не изедат мој ќотек, па и да ги земат парите што беа предвидени за нив во тој бокс меч. Се најде една будала, ако е случајно замамна го легна Тајсон на земја, тогаш почна другите да сваќаат дека овој не е непобедив. Тоа е веројатно клучниот проблем на власта. Ако се осмелат и охрабрат многу други луѓе да сметат дека се непобедиви и почнат со одредени серии на барање, на закани, на притисоци, а власта попушта во некои сегменти. Тоа е она што треба власта да го пегла, предпоставам, внатре. Власта ќе се труди натаму да го одржи митото за себе си, а пак опозицијата ќе се обидува да ја демитологизира, тоест тој мит да го симне од неа. И тие методи се стари, колку што е стари самата политика. Да речеме, помеѓу другите со овие методи се служил и Ленин. Вие сега ме посетивте кога го спомнавте примерот со Тајсон. Но неговите примери се малку и по-вулгарни, така да речем. Рускиот човек по природата на нештата можеби, по природата на нештата според неговата историја, традиција, не нешто што му е вродено, историски му е вродено, он сака лидер, он сака водач, он сака цар. Било не замислило без цар. Царот бил нешто недодирливи. Како сега денес ќе правите вие револуција, ќе освободувате царот. Во една таква ситуација Ленин дури си дозволувал да, вопреќајќи се домасите, да им рече: замислете си како оди во тоалет. Како изгледа? Со спуштање води или како веќе во тоа време било. Значи, тие демитологизации поставилат секогаш како начин да се обесили на некој начин власта, а власт од друга страна секој пат сака да го одржи митот за себе си. Што ќе прави СДСМ и Зоран Заев? Во оваа ситуација Зоран Заев очигледно мора да оди до крај. Тој ќе биде или полковник
или покојник во политичка смисла на зборот. Ова ќе биде руски рулет за Зоран Заев, или политички ќе преживее, или политички ќе биде екзекутиран. Биејќи секоја наредна бомба, као што кажуваат, ќе биде потешка од претходната или со одредени покриминални докази кои ќе ги презентира пред македонската јавност, за очекување е најблиските соработници на Зоран Заев да почнат малку да стравуваат за својата политичка екзистенција или својата политичка иднина. Ќе биде многу интересно ако треба една од следните пресконференции да ги држи Радмила Шекеринска и ќе биде интересно да се види дали Радмила Шекеринска би прифатила да држи таква пресконференција, можеби во отсуство на Зоран Заев. Како второ, можеби ќе се развиваат одредени други лидерски амбиции во рамки на СДСМ и ќе чекат можеби политичката екзекуција на Зоран Заев. Ќе биде интересно да видиме што ќе се случи во структурите на Сорос. Има најави дека Владе Милчин може да се повлече и на негова место помеѓу еден од тие можни кандидати се спомна Гордан Ѓорѓиев, кој исто така има одредени лидерски амбиции во рамки на СДСМ и ќе треба да се види што ќе прави Бранко Царенковски или дали Бранко Царенковски самиот или преку своите луѓе кои се сега залепени за Зоран Заев го храбрил Зоран Заев да оди до крај со бомбите. Вие толку верувате у странците дека би можеле да интервенираат во сегашната ситуација? Дали е можно да речеме, биќе видовме како се однесуваше Хан, опозицијските медиуми беа незадоволни од таа негова посета, немаше категорична изјава, дури мене ми делуваше незаинтересирано помалку за оваа ситуација во рамки на Република Македонија, не покажа некоја енергичност дека е спремен да учествува или да решава. Во меѓувреме излезе уште една бомба, се најава уште една бомба, можеби ќе врати власта. Ќе не остават ли на 2-3 месеци со тие бомби меѓусебно тука да се раскусуруваме, па дури подоцна, бидејќи стилот нивни на функционирање секогаш застанат на страна на тој што е победник или тој што може да им донеси одредени политички поени таму кои што треба да им донеси во Брисел. Мислам дека во промената на таа ситуација е следна. Они гледаат дека оваа власт не е возможно со неја да се направи ништо понатака. Од така распадната е и така е злоупотребата има такви димензии, дури да не ја чачка, таа се распаѓа, почнува да смрди наоколу и да шири суштинска нестабилност. Добро, имате опозиција која вади прислушкувани разговори, и мислам дека видите способноста на опозицијата тоа да го прави зборува. Имате власт која можеби прислушкува веројатно, тоа е прислушкување на власта. Јас не верувам во странски служби кои ќе дојдат и ќе направат тоа, но имате опозиција која тоа го вади во јавноста. Знаете, ми се чини дека двата се несигурни партнери. Видите, опозицијата за проценка на политичари од надворе, ваквиот тип на материјали во поседување на опозицијата зборува за исклучително концентрација на моќ. А посебно кога владечката партија и цедења од тамо по цена на нивните животи, како е тоа така веќе поставено кај нив, одат во овој ризик. Дополнително зборува како комплимент на опозицијата. Тоа, мислам, независно дали ви се допаѓа или не се допаѓа, тоа е де факто ситуација. Онија као Лазарус ја дигна опозицијата од комплетна смрт или од комплетна пасивност во таа приказна. Затоа што тој елемент е многу важен за анализата и втори елемент, независно од ударите, велам, на власта кои ги подготвува на опозицијата, таа жртва која правите, а Заев ја направи шефот на опозицијата директно, лично таа жртва, е гест во политиката, изборува за моќ определена, за саможртвување со моќ. Тоа претходно го споменав дека опозицијата е спремна и по линија на исчезнување, се пресмета со ова и тоа дава резултати. Имало примери, да речеме. Едниот пример на Вук Драшковиќ, кој беше апсен од страна на Слободан Милошевиќ, претепуван. Имало и обид за атентат, или колку е тоа докажано, колку е недокажано на Црногорското приморје. Има втора ситуација, тоа е со Фатос Нано. Во случајот со Вук Драшковиќ тоа не завршува посакувано за тогашниот лидер на опозиција, бидејќи сега е политички маргинализиран. Фатос Нано после излагање од затвор станува премиер на Република Албанија и подоцна абдицира под одредени ситуации, па дури имаше ситуации кога со хеликоптер на албанската влада пребегуваше во Охрид за да може да се спаси, беше чуван од страна на македонската држава. Имаме два примери кај што лидерот на опозицијата е санкциониран. Едниот е успешен за него, станува премиер, вториот е неуспешен, е политички маргинализиран. Што може тука да се случи? Ја мислам дека ќе се случи трет случај, типично македонски случај, дека ова распадната или во распагање диктатура, сепак на крајот ќе прифати некаков систем на
разговори, преговори и ќе има транзициона експертска влада во која опозицијата нормално ќе игра главната улога како политичка сила, не знам каков состав ќе има, но како политичка сила, и дека тој систем некако ќе го извлечеме кон транзиционен период, да излеземе, ова е трета етапа со експертска влада од ова гниење во кое Македонија е веќе овој последниве 4-5 години интензивно гниење, внатрешно гниење и пукање по внатрешните шавови. Знаете зашо ја прашувам? Гледате, еве и Србија. Значи таму го нема Милошевиќ, го нема Шешел, но имате една гарнитура која има излезена од нивните шинели, кои се сега власу и се без малку апсолутна власт во Република Србија. Во Хрватска, вие го немате Санадер, но во таа внатрешна изборна трка во рамки на Хрватска демократска заедница победува човекот зад кој застанува Санадер, а е поразена Јадранка Косор. Во Бугарија, например, имате ситуација кога Бојко Борисов паѓа и ако победува на изборите, по една година се враќа и ја формира владата. Сали Бериша, против кого беа правени сите оние големи протести, немири, или кои завршат со затварање на Фатос Нано, излага Фатос Нано, прави влада, брзо таа влада паѓа, пак се враќа 6-7 години на власт се Сали Бериша. Сам да кажам дека тие системи може се многу пожилави него што ние предпоставуваме. Гледате како тоа се случува. Да се пожилави се, точно е, ние го докажуваме тоа. Нашиот систем авторитарен е најзатворен од сите примери и повеќе се врзува за системот кој во траги се појавува во Србија под Вучич, Џукановиќ и Додич. А помалку за другите, Бугарија или Романија или Албанија сега. Но овој наш систем е според ние. Јас предна година теоретски го расправавме тоа околу втората, тогаш кога Европската унија во Берлин немаше енергија тоа да го расправа. Сега ги гледам по овие расправи и Бибер и останати се на исти позиции со година дена за доснување, расправаат за киксот на Европската унија да не ги видат авторитарните системи кои се развиваат во регионот. Тоа се развива предна година интензивно како за целина. Но мислам исто така дека една концентрација на енергијата која имат Европската унија и американците заедно можат релативно брзо да доведат кај нас. Има традиција, не мислам дека ќе се случи некаков распад, туку ќе ги бутнат во еден тунел на интензивни преговори и излез од тоа. Тоа е мојата прогноза. Сите опции не се затворени. Една гола крвава диктатура исто така не е затворена како опција, но мислам дека повеќе ќе се одвива како едно смрдање, распаѓање во транзицијата и ќе гледаме да излеземе од тоа отколку како велам ваков агол на крвав распад. Дали ќе дојде до граѓански или меѓуетнички конфликти во рамки на Република Македонија? Тоа ВМРО ДПМН го посакува како топло лепче и тие тоа ќе го искористат ако дојде одредена таква политичка разврска као доказ дека Зоран Заев навистина по секоја цена сакал да дојде на власт во рамки на Република Македонија. Еден дел од ВМРО ДПМН посакува да биде апсен Зоран Заев, меѓутоа еден дел од ВМРО ДПМН денес посакува Зоран Заев да може да ги испука сите бомби и после испукувањето на сите бомби да дојдат одредени меѓуетнички или секакви други тензии, дури на структури и делови на ВМРО ДПМН. И им одговара дека во делот на албанската популација во Република Македонија има многу поголем револт кон бомбите отколку што има во македонската популација, дека албанците се многу посензитивни по тоа прашање отколку што се македонските граѓани. Тоа, велам на ВМРО ДПМН им одговара. ВМРО ДПМН ќе проба да ја филува целата таа приказна со разни пикантерии од типот дека најголем дел можеби од тие прислушкувани телефони се со префиксот 075 или тој е грчкиот космофон и да алудира дека грчките служби всушност стојат за Зоран Заев. Колку во тоа ќе успее ќе видиме, меѓутоа тоа ќе биде лајт мотивот и мизансценот кој ВМРО ДПМН ќе оправи на македонската политичка сцена. Лучно представува дека тие први кои викаат ура, на крајот се први кои викаат уа. Значи ура кој очекува дека ќе победуваат и уа кој ќе види дека тие очекувања не им се реализирани. Кај ќе се случи таа трансформација од ура во уа? Прво, кај власта или кај опозицијата според вас? Па мислам и на двете страни. Тоа ќе се случи. Или може да се случи. Ако власта почне да губи, тогаш голем дел од нејзините досегашни припадници или привидни припадници ќе почне да викаат уа. И обратното, ако се случи власта да не биде сериозно разнишана, а опозицијата да почне повторно да губи, тогаш голем дел од нејзините сегашни гласноговорници се претворат во молчаливци. И конечно, стара е вистината дека
прво глувците или сторците го напуштаат бродот кога тоне. Ниф им е фино дека бродот убаво и стабилно се движи низ водите. На оној момент кога ќе почне да се ниши, особено да тоне, тогаш сторците се когаш први го напуштаат. Сега овој пример применете врз власта или врз опозицијата. Значи, ние можеме да очекуваме ескалација на целата оваа ситуација. Бидејќи во наредните неколку недели, да не речам неколку месеци, и власта и опозицијата ќе пробат да ги максимализираат своите позиции, ајде да речеме во тоа покажување на мускули едни кон други. Јас мислам дека ќе дојде до ескалација на односите, но до меѓупартиска ескалација и внатрепартиска ескалација. Меѓутоа, тој му е длабоко убедување, далеку сме од она во која некои сака да не убедат, а тоа е дека ќе има и граѓанска војна во Република Македонија, значи не меѓуетничка, туку и граѓанска. Внатре македонска, а не исклучено и внатре албанска. Но јас не верувам дека до такво нешто ќе дојде, затоа што и албанците, и македонците, и србите, и сите кои припаѓаат како етнички заедници на оваа држава, на оваа република, сватија каде тоа води. Тоа го научија врз примерите за среќа на другите, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, па ако сакате и Косово. Денеска Косово е посиромашно од било кога. Денеска Косово го напуштаат масовно. Европа, која досега ги поддржуваше, не знае што да прави со мегалците од Косово, или така наречените азиланти. И денеска нема поголем непријател на албанецот на Косово од друг албанец, бидејќи таму немате Србин, таму го немате Милошевич, таму го немате, не знам, Шешелј. На власт се албанци, но народот лелека од своите. И мислам дека Македонија имаше таа среќа што таа меѓуетничка катарза ја доживаа преку другите. Значи, преку војните, етничките војни, меѓуетничките војни што се водеа во другите републики од некогашната заедничка држава, и затоа јас не верувам дека ќе дојде до граѓанска војна во Република Македонија, се едно дали тоа ќе биде помеѓу македонец-албанец, македонец-македонец, албанец-албанец. Мислам дека тоа само карта за заплашување за да се држат граѓаните понатаму во мир. Ако ВМРО ДПМН 6 или 9 месеци знае за политичките бомби на Зоран Заев, ако 6 или 9 месеци знае какви политички бомби или предпоставува какви политички бомби носи Зоран Заев во својата актен ташна, тогаш тука се постава прашањето зошто толку долго ВМРО ДПМН Никола Груевски не преземат никаква политичка акција. Например, но го апсат Зоран Заев, кој што тоа го направи со Љубе Бошковски или со Велја Рамковски, да удрат со инспекции или со затварање на фирмите на Зоран Заев, кој што тоа го направија, например, со А1 телевизија, или да вадат пред македонската јавност одредени снимени инкриминирачки разговори за Зоран Заев, како што Зоран Заев вади за представници на македонската влада. Дали одговорот на така поставената дилема лежи во тоа што кажува Фрчковски дека Никола Груевски е смртно исплашен и од таа позиција политички парализиран да влечи одредени политички потези. Јас чисто се сомнам, бидејќи некојаш, почитувани гледачи, таа политичка тишина делува многу повознемирувачки од било каква политичка акција. Трет пат ве враќам. Ако Груевски знае со што располага Заев и чека 6 месеци, што чека всушност 6 месеци? Чека Заев да се откажи, да се исплаши од бомбата, значи во тие 6 месеци тој разговара 4 пати со Заев, снимене, значи знае со кој материјал располага Заев, знае кои се барањата на Заев. Зошто во тие 6 месеци не му дава техничка влада, не знам, со Ременска ко министер за внатрешни работи, со Ванчо Зунов ко министер за финансии и така натаму, и таа техничка влада да ги организира изборите, бидејќи тогаш ВМРО ќе ги добиеш изборите, тоа е конјунктурата на политичката сцена, или зошто не го апси во тие 6 месеци, бидејќи неговите денес барат, нели, да биде апсен Заев? Зашто Груевски не повлече потез во тие 6 месеци? Која е стратегијата? Па знаете што, ја мислам дека тука нема стратегија, знаете, многу е непријатно кога ќе се соочите со оваков тип на внатрешно разоткривање која покажува вашата слабост и отсутство на она со што највеќе се фалите, а тоа е апсолутна контрола. Ова покажува тотална спротивност на имиджот кој он го гради. Отсуство на тотална контрола на најосетливата работа во полицијата и во разузнавачките служби. Кај што е све ставено на таа карта. Кај што се највеќе пари. И сега, при тоа имате внатрешна брука. Вашите главни соработници, главните креатори на кадровската политика, министерката на внатрешни работи се главните мети на таквото интерно прислушување. Тоа е скандал од невиден размер. И мислам дека нема таков скандал во историјата на
процедувањето на информации, уште ќе се учи ваквата приказна на... И сега, во таква ситуација шокиране човекот. Прво, второ, не знае све. Мислам дека половина од информациите главни што излегуваат по бомбите не му се соопштени на Груевски. И сега допрва тој скандал од таа димензија, тие детали, кога ќе го чуете таквото договарање, има друга тежина отколку кога знаете дека се одвива, а не сте го чуле. Ги добива исто како нас, слушајќи ги. И тоа е непријатно, тоа е распад на системот. И второ, и трето уствари, клиентелистката мрежа која го поддржува и која бара сега снаоѓање у постгруевскиот период, му ја дигнаа ручната кочница на брзи решенија. Ништо нема брзо сега. Све треба да биде измъкнато, изнудено, испровоцирано, да нема друга опција, да може да каже вите немавме друга опција. И во таа смисла се проценките. Ја остава картата отворена на напсење да седи вака како притисок, но проценува дали тоа ќе донесе што ќе открие, што ќе затвори, нема ништо затвори. Ова продолжува да се шири таа информација, таа информацијски распад однатре. Така што не мислам дека е тоа план. Сега веќе зборуваме во ситуација кога нема план, кога малку те носи водата, од целата приказна оставаш по инерција да видиш до каде е внатре во партијата им врие. Они почнуваат да размислуваат дека ова како ќе биде исходот од целата приказна не им е и нив јасно. Се грабнале за власта, али очигледно е дека приказната се соочува со крај. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија, почитувани гледачи. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Изворска во нова екоамбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска од Кожувчанка. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.